денешниот прес ќе го отпочнам со оддавање на должна почит према сите загинати осумте припадници на Министерството за внатрешни работи кои точно на 9 мај 2015 година го положија животот во една од најсериозните терористички практично напади врз Република Македонија после осамостојувањето, диво населје кое буквално го обиколи целиот свет, така да денеска како независен синдикат на полицијата во моје лично име, во име на сите членови на независниот синдикат, како и во име на останатите кои го поддржуваат независниот синдикат, им се поклонуваме на паднатите, на жртвите кои трагично, односно го загинаа, го изгубија животот во тој терористички практично напад и одбрана на суверенитетот од страната на припадниците на МВР. Поводот, причината за денешната пресконференција е всушност добивање на одговор од страна на државниот советник во Министерството за внатрешни работи на наше барање доставено на 22 февруари 2017 година, барање кое се однесуваше во делот на одговор кој го побараме од страна на Министерот за внатрешни работи, а се посочуваше прашањето кое е поврзано со период од неколку години во кој припадниците на ЕУМНА, а членови на независниот синдикат на полицијата, побараа да им се образложи од кои причини во изминатиот период од неколку години не добиваат додаток на практично нивното работно место, кое според правилникот за исхрана ги следува, а тој додаток е практично млеко или кисело млеко, во зависност од денот. Меѓутоа, денеска слушнав еден многу добар одговор, бидејќи заминал во тој временски период господинот Субрата Рој пред неколку години, било и основата што од тогаш навака припадниците на ЕУМНА не го добивале тој додаток, така да недобивањето на тој додаток резултираше со две речиња одговор во кој министерот преку од него овластени не известува дека таков додаток ги следува припадниците на ЕУМНА и таков додаток практично треба веднаш да отпочнат со добивање од денеска па натака, но најзначајно што претпоставам дека ќе биде и едно од битните прашања од ваша страна е што понатака за овие изминати неколку години зошто не добивале, односно дали ќе ги оставиме одговорните за ова и овој проблем така едноставно без нивна одговорност. Веднаш ќе ви посочам одговор без да поставувате прашање, значи и адвокатите кои денеска се одека во канцелариите на независниот синдикат на полицијата отпочна со процес на расчистување и изнаоѓање на решение за на кој начин да се поднесе известување до ОЈО Скопје и на кој начин и кој се ќе биде офатен во евентуална кривична пријава за оштетување на припадниците на ЕУМНА. Тоа е од моја страна делот. Едно прашање, колкава бројка на таа единица станува збор и која е неопходноста за да го добиваат тоа млеко и кисело млеко? Станува збор за 37, меѓутоа бидејќи председател на независниот синдикат на таа организациона единица е присутен со нас, бак би му овозможил да тој се обрати во. Иначе 37 се членовите, односно вработените во таа единица. СВР Скопје, значи тоа за цела Македонија. Станува збор за само СВР Скопје 37 луѓе, 38. Значи во ниво на држава поголем број. А износот колку е за кој што колкава сума не знаем, значи не е износот. Не износот важно е и млекото. А зашто имате потреба од тоа млеко? Затоа што работиме со хемикали, значи со прашкови материи што не оштетуваат нас. Отровни и канцерогени и такви работи. Вашето име презиме? Гаси, Али. Гоци, уште едно прашање, значи оддававте почит, меѓутоа ви во изминативе 2 години колку пати реагиравте
дали по однос на семејствата и они учесниците во диво населје се е покриено од страна на државата, дали има недоследности околу тоа прашање? Огромен број на недоследности, имаше огромен број на реакции од страна на голем број на припадници кои беа учесници практично во одбрана на Република Македонија, односно учесници кои буквално се најдоа на браникот на Република Македонија во тој временски период. Реакциите беа во поглед на одлуката на владата во тој временски период, со што беа офатени неколку категории на припадници на полицијата со добивање на владина практично поддршка, финансова поддршка од 1000, 5000 и 10.000 евра, односно денари во оваа против вредност. Меѓутоа, лицата кои биле ставани на список, најверојатно и се уште за нас од непознати причини се практично лица кои биле ставани од одредени господа во министерството, за кои буквално мислам дека ќе дојде можно и таков момент во Република Македонија кај што ќе треба да образложат со список кои биле основите за тие што буквално земале такви парични износи. Добро е што земале. Меѓутоа, најголем проблем е од делот на анализата на независниот синдикат што припадници на полицијата кои беа ангажирани во тој временски период одвоја и време и нерви и така натака во тој практично тестес во мај 2015 година. За тоа нивно време, односно за нивното работно ангажирање со сати, часови, односно прекувремени часови, викенд часови и така натака, за тој временски период и тоа што ги следуваше според упатството на водење на работните часови, тие припадници не го добија тој практично додаток кој ги следуваше според Законот за работни односи и упатството. Така да прашањето е многу комплицирано, така да мислам дека се екипираме во сите смисли, во секој практично поглед на делот на ангажирање на адвокатите во независниот синдикат. Мислам дека за многу брзо време ќе дојдеме со една таква компаративна анализа во поглед на 2015 година за диво населје, така да мислам дека ќе имаме посебен прес, односно посебна панел дискусија околу се она што било ангажирано тој временски период и кои биле причините што некој добил и добро е што добил, меѓутоа која е причината што некој што го следувало а не добил. Потврдија ли дел од вашите колеги во односно обезбедувањето за настаните од собранието на 27? Не би сакал да коментирам, затоа што сепак е командна работа, односно одговорност во делот на организација. Синдикално има и во поглед на ова ваше прашање, мислам, јас ве почитувам као медиум, меѓутоа не би сакал да коментирам, да не навлезам во некоја политичка практична анализа, би оставил да делот да присутните кои се пензионирани, се членови на независниот синдикат, биле припадници на полицијата, дури били и командири на собраниското обезбедување, кои би можеле да проговорат околу ова, меѓутоа јас лично не би сакал да се впуштам во анализа, односно во давање на одговор на ова ваше прашање. Ќе ми извините. Дали освен млекото имате и други нешта кои се закинат да ви произлегуваат од колективен договор? Па ќе ви кажам отворено дека има многу нешта, а особено практично одговорот во насока на работни часови кои се прекувремени, ноќни работни часови, работа во празник и особено она што се вика сублимат на сите овие прашања се водат според упатството за водење на работни часови, а од страна на одредени припадници во полицијата кои се на високи началнички позиции во изминатиот период имаме практично насоки да работното време кое беше поминато во организационите единици да не го водиме онака како што реално полицајците, односно припадниците на полицијата биле учесници во одредени работни задачи. Имате ли информација за приправниците, дали им го регулираше МВР статусот? Се уште не. Буквално вашето претходно прашање е одговор на ова второ прашање. Значи, политичката состојба во која Република Македонија се најде е буквално основ за жртвата која дава, да речеме, припадниците на полицијата кои се во полицијата без статут на полициски службеник, односно без решение и мислам дека за многу брзо време кога би се случило, да речеме тоа и денеска со формирање на нова влада ќе се решава тоа прашање многу хитно, затоа што веќе ја допирам и втората година од нивното влегување во редовите на организационите. Имате одговор од МВР дополнително? Не, немаме.